Добро вечер во емисијата 360 степени. Како прашањето за името се најде на агендата на односите меѓу Македонија и Грција среде најголемата политичка криза во земјава од 2001 година наваму. Дали ова случаен сплет на околности или во интервјуто на Нимиц за грчки катимерини дадено пред 1,5 месец, пишувањата на грчкиот печат дека Кодзијас преку писмо барал од грчките партии да кажат ставови за решение, во посетата на Кери на Атина, брифингот од пред неколку дена во Скопје и конечно во вчерашната посета на Попоски на Грција, треба да гледаме како на логична, консеквентна и стимулирана низа на настани. Исто така, многу интересно е од каде и како по вчерашната средба Кодзијас Попоски во Атина се појавија новинарски констатации дека наспроти најавите вчера не се дискутирало за конкретни идеи за прашањето за името. Заклучокот е целосно спротивен ако се видат интегрално изјавите на двајцата министри кои потврдуваат дека името била тема на разговор. Ова вечерва и наша тема, името среде политичката криза, а наши гости се вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими, поранешниот амбасадор во НАТО Нано Ружин и аналитичарот Сашо Клековски. Ќе се обидеме на што поедноставен, графички прегледен начин да објасниме каде се разликите меѓу Скопје и Атина во однос на прашањето за името. Финалето редовно е за нова саботажа. Гледате 360 степени, ова беше само најава, содржините се по рекламите. Вие сте со емисијата 360 степени. Разговараме за тоа како прашањето за името дојде на дневен ред во екот на политичката криза која отвори многу побазични прашања. Конкретен повод е вчерашната посета на министерот Никола Попоски на Атина и средбите со грчкото раководство. Напредок може би нема, но очигледно има нова динамика и нов дух во македонско-грчките односи. Пред дебатата со гостите, Владимир Мирчевски прави обид да ги презентира главните точки за кои се преговара кај Нимиц и кои се разликите меѓу двете страни. Двете децении преговори за прашањето за името засега не го дадоа резултатот што меѓународната заедница пред се Соединетите американски држави го имаше на ум на почетокот на 90-тите години од минатиот век, релативно брзо затворање на спорот, целосно нормализирање на односите меѓу двете земји, политичко и безбедносно заокружување на целиот регион во евроатлантските структури. Името не е решено. Релациите меѓу Скопје и Атина во зависност од расположението на елитите во двете престолнини се уште се движат од млако до ладно. Македонија не е во НАТО. Суштината зошто се уште нема договор е разликата, наместа огромна, меѓу двете страни за клучните составни елементи на прашањето, чии евентуални решенија, како што покажа последниот предлог на медијаторот Метју Нимиц, треба да се бараат во зоната помеѓу. Грција инсистира на сложено име со географска одредница позиционирана пред терминот Македонија. Се насетуваше, а така наречените бомби тоа и го потврдија, дека Груевски се согласува со географска одредница, но пред терминот Република. Нимиц во документот од 9 април 2013 предложил Горна Република Македонија, Upper Republic of Macedonia. Атина според соопштението издадено на крајот на септември минатата година го потврдува ставот дека сака договореното решение да опфати измени на уставот, што би овозможило користење на сложеното име и за внатрешна употреба. Не е до крај јасно дали овој став го дели и Сириза на Ципрас. Скопје е против чепкање на уставот. Медијаторот во последниот пакет не предвиде уставни измени. Грчката официјална политика кон опсегот на употреба е ерга омнес или за севкупна употреба, во меѓународните, но и во билатералните, како и во односите на Македонија со трети земји. Истото важи и за домашна употреба. Македонија врз основа на штурите информации смета дека новото решение треба да има важност само во меѓународните организации и форуми. Компромисот на Нимиц од пред 2,5 години е генералниот секретар на Обединетите нации да ги информира сите земји членки за решението и да им препорача да го користат во сите официјални контексти. Од секоја држава индивидуално ќе зависи дали ќе го прифати новото или уставното име. Macedonian, таква е македонската позиција за именувањето на јазикот на англиски, за разлика од грчката која се движи на две линии, of the Republic of Upper Macedonia или македонски, испишано на латиница. Нимиц има двојно решение.
Кованицата Macedonian македонски, која во суштина е микс меѓу позициите на двете страни, со практичен пример наведен во документот. И овде ситуацијата е слична како кај јазикот. За македонската страна означувањето на државјанството на англиски јазик треба да биде Macedonian, а Тина бара тоа да биде of the Republic of Upper Macedonia. Посредникот во овој сегмент во последниот пакет предвидел комплицирано решение, паралелна употреба и на Горна Република Македонија, of Upper Republic of Macedonia и македонско, Macedonian, исто како и кај јазикот. Нимиц во 2013-та понудил насока како би изгледала практичната примена. Многу точки, многу запреки и коси црти, многу специфики, но дипломатите знаат да кажат: ѓаволот лежи токму во деталите. За 360 степени, Владимир Мирчевски. Добро вечер им велам на моите гости. Вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими. Мрама. Добре дојдовте. И Сашо Клековски, аналитичар, поранешен прв човек на Македонскиот центар за меѓународна соработка, една од најголемите невладени организации во земјава. Добре дојдовте. И Нано Ружин, поранешен повеќе годишен амбасадор на земјава во НАТО, сега универзитетски професор, исто така присутен на јавната сцена со своји колумни и анализи. Добре дојдовте. Вице-премиере, како и дали треба за изненадување да го сметаме тоа што прашањето за името се најде на агендата на односите меѓу Македонија и Грција со оглед на тоа што земјава има навистина побазични теми за решавање? Аз пак nuk do të jetë një befasi, përkundrazi kjo do të jetë shumë e pritur dhe është mirë që ndodhi një vizitë e tillë. Mbas një kohë më të gjatë, domethënë disa vjeçare, disa analistë kanë përmendur rreth 15 vjet, një vizitë e tillë, po vetë çështja e emrit është një nga konkluzat e Këshillit Evropian, e cila këtë vit e bëri, dhe gjithashtu në raportin e progresit. Ne duhet të punojmë në zgjidhjen e kësaj çështje, gjithçka edhe për afrimin e pozicioneve lidhur me kontestin e emrit. Колку овие процеси на кои што сведочиме, средбата, некои други настани претходно, се делумно стимулирани или побарање, условно кажано, на ДУИ. На еден брифинг на грчки представници во Скопје беше речено дека дел од проценките за оваа динамика во односите била правена и во периодот кога овде се зборуваше за можна широка коалиција. Тоа е периодот среде, се разбира, објавувањето на така наречените бомби на опозицијата, кога се уште не беше постигнат договорот од Пржино и беше неизвестно каков ќе биде патоказот за решавање на кризата. Shikni, tani nuk dua të bëj pozicione, do të thonë që të them që gjithë kjo varet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, po ajo që është shumë e vërtetë është që Bashkimi Demokratik për Integrim në gjithë pjesëmarrjen në koalicion dhe në platformën e saj ka çështjen e emrit. Ju e dini se ishte një cikël i vizitave diplomatike që bëri vetë kryetari i Partisë Zoti Ali Ahmeti, jo vetëm në vendet e rajonit, në vendet e Bashkimit Evropian, por edhe në qendrët në NATO, të Bashkimit Evropian në Bruksel dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë, ky angazhim ka qenë i vazhdueshëm dhe tani gjithashtu vazhdon si brenda Maqedonisë, brenda subjekteve politike në Maqedoni, koalicionit qeveritar, po ashtu edhe në kuadër të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Клековски, дали Поповски беше принуден на некој начин да прави дистанца, по смисла на тоа дека двете страни се многу далеко од можно решение, пред се водејќи сметка за домашниот политички контекст, за тоа дека сме во предизборие и не сакајќи да ја продолжи таа една низа на текстови кои што се појавија во последните денови, дека може би има некакви шанси нешто да се случува и на тој план. На дневно-политичка основа може би да, меѓутоа ако се тргнеме од дневно-политичката ситуација, ќе видиме дека
низата за која говореше во воведот, всушност се почната доста порано и таа е јавна презентирана пред јавноста. Значи, мислам дека работите се раздвижија кога настана поволни промени во сите три алки, условно да кажем, на проблемот. Меѓународна заедница во Македонија и во Грција. Каде е промената во Македонија? Ке дојдам до Македонија. Меѓународната заедница, јас кратко кажам тоа, спасива Путин, украинскиот конфликт, роварењето низ балканските земји, мислам дека конечно го енергизираше НАТО, да повторно ја врати, да го врати проширувањето на дневен ред доста сериозно и Црна Гора го потврдува, поканата до Црна Гора го потврдува тоа. Промената во Атина беше доаѓањето на Сириза на власт, која мислам дека од сите грчки политички партии има најповолен став према нас како идентитет, како земја. Промената во Скопје мисламе дека на сите политички чинители им стана јасно дека без да продолжиме со евроатлантските интеграции не можеме ни статус-квото да го држиме, односно дека ќе се случи назадување во низа полиња. Јас тоа го парафразирам од една изрека: велосипедот или го возите или паѓате, не можете да стоите во место. Мислам дека после многу години стоење во место станува јасно дека тоа веќе не може да општи, дека мораме да направиме нешто повеќе. Јас само да подсетам во низата дека во февруари премиерот Груевски му честита формирањето на влада на Ципрас. Дека во март, на 15 март на големиот митинг на ВМРО-ДПМН, премиерот рече дека не му е потребен СДСМ во владата за да му го чува стравот од решението и го повтори оно што се смета дека е прифатливо решение за спорот зимето во Македонија. Средбите помеѓу двете министерства за надворешни работи почнаа многу порано тоа, вие што ги кажавте, бидејќи има работни групи во министерствата кои работат на мерките за градење на доверба. Значи јас ја гледам посетата на Поповски како возрастна посета на посетата на грчкиот министер Коцијас во Скопје во јуни оваа година и главниот фокус всушност е на мерките за градење на доверба кои ние повеќе години ги прилагавме, ама со Самарас тоа не можеше да се отвори. Значи сега сум сигурен дека двете влади ќе им треба време да го воведат прашањето назад, пошто прашањето премногу долго беше во статус кво ситуација и со мерките за градење на доверба, вклучувајќи ги и сеќавањата кои, значи немаше грчка посета на Скопје, ниту македонска посета на Атина од министри за надворешни работи подолг период, можда 10 години. Значи и тоа е една мерка за градење доверба. Значи ние мораме да вратиме едно чувство на нормализација на односите кои беа малку незамрзнати, за да лека по лека се доближуваме до оно што мислам дека после мерките за градење доверба, меморандума за разбирање треба да даде насока во која како ќе го решаваме спорот зимето. Ружин, се согласувате со оваа теза на Клековски? Делумно, не. Меѓутоа имам јас други размислувања за ова прашање. Пред се прво околу посетата. Посетата беше успешна, ова што се согласувам, успешна на билатерален план по сите прашања. Значи културно е, европски е да одржувате контакти со својот сосед. И тоа Грција го посака и Македонија исто така. Меѓутоа во однос на прашањето на името, одма се испоставија неколку проблеми од оние релефни аспекти, планини и реки и долини до кои што треба да се измина за да се дојде до решавањето. Практично Грција ни даде до знаење, помина времето кога времето работеше за вас, вистинскиот простор за решавање на името е се Обединетите нации, а тоа пак зборува за двојноста на стандардите. Грците се однесуваат според она стара теза на hard power, односно во однос на името целосно притискаат и ништо не попуштаат и уценуваат, а во однос на мултилатерално билатералните аспекти ги употребуваат Обединетите нации кога им одговара, но не ги употребуваат, односно се унилатерални кога, например, еден хашки трибунал носи
одредена одлука која што според јавното право е во наша полза, но сепак не ја респектира. Она што е битно од внатрешен аспект е што Груевски практично го плаќа цехот на неговата спинувана политика на популизам, бидејќи 2008 рече го одбранив името, иако беше тоа голем пораз заради тоа прашање во Букурешт, а денеска би бил среќен кога дури и не би го одбранил името и кога под референцата ние би влегле или би ги отпочнале преговорите со ЕУ, односно би влегле во процедура за членство во НАТО. Има тука интересни детали. Например, Поповски во вчерашната изјава во Атина никаде не ја спомнува пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Познат е односот, да речеме, генералниот однос на ВМРО кон привремената спогодба. Тоа е однос како кон документ кој што е катастрофален за земјата. Од друга страна, сега цело време се инсистира на пресудата од Хаг, кое што базично произлегува од привремената спогодба. Знаете што пред пресудата во Хаг, значи американците ни даваат до знаење. Има една славна реченица која што е втор пат ја повторувам од Николас Барнс, вели: кога сте во дупка, престанете да копате. Иако можеби аргументот е добар, но тоа беше, иако на нас како на луѓе од Македонија, македонци, албанци, било што, ни одговара одлуката на Хашкиот трибунал, од друга страна тоа се очекуваше дека таа одлука ќе ги поремети односите меѓу Македонија и Грција, а од друга страна самиот факт што досега постојано инсистира и Иванов и Груевски, па и министерот на таа одлука на Хашкиот трибунал, од една сега молк, значи не се инсистира, со други зборови, дај да не ги иритирам работите со ова, бидејќи тоа е јасно, меѓутоа практично камената фаца на овој млад и шармантен македонски министар наспроти овој сериозниот човек кој што од друга страна, кој што пак има сосема друг бекграунд, не знам, нели, доаѓа од екстремните партии, зборува дека покажува дека ние сме сериозни, ние сме незадоволни, така натаму. Во суштина се работи за еден проблем кој што во овој миг не сум оптимист како што е мојот колега, дека наводно е тоа почеток на разрешување на проблемот. Напротив, проблемот ќе се разреши под две предпоставки. Односно, првото, или Груевски, кој што не е баш во комотна состојба со оглед на сите настани што му предходеа и практично е во фаза на импичмент, нели? Тој е од надворешната заедница, е во состојба да ја сочува власта, би го дал кралството за секој конј, разбирате. И можеби тој конј е решањето за името. Ако е под притисок, ако прифати тоа. Од друга страна, тоа е сосема спротивно на неговата популистичка идеологија, бидејќи тој го спинуваше на се, тој дојде до едно ниво каде што не смееме да попуштаме, каде што ЕУ и НАТО се помалку битни од прашањето на идентитетот, кој што погрешно тој го толкува со името, и така што на тој начин се доведе во безизлезна состојба. Дуваат ли нови ветришта на релација Скопје-Атина? За оваа последна теза на професорот Ружин ќе продолжиме по рекламите. Бесими, Ружин и Клековски остануваат во нашето студио. Бидете наосад. Се враќаме со емисијата 360 степени. Вечерва разговараме за прашањето за името. Поводот е вчерашната посета на министерот за надворешни работи Никола Поповски на Атина, средбите со грчкото раководство и за тоа како ова прашање сега среде политичката криза во земјава се најде на дневен ред на односите меѓу Македонија и Грција. Во студиото се вице-премиерот Фатмир Бесими, аналитичарот Сашо Клековски, универзитетскиот професор, поранешен амбасадор во НАТО Нано Ружин. Господине Бесими, вие сте имале шанса да се среќавате со ваши грчки колеги и од тамошната десница и од тамошната левица. Дали се согласувате со делот тоа што во првиот дел го зборуваше Клековски, дека со доаѓањето на Сириза некако се насетува еден поинаков однос од Грција кон малку порелаксиран однос кон прашањето на Македонија?
ndoshta për analist do ishte më e lehtë të bëjë ndonjë pozicionim të tillë, une që të jem korrekt nga në aspekt politik, po dhe vetë takimeve të cilët kam patur personalisht me ministrat e punëve të jashtme të Greqisë, duhet të them që secili nga ato ka treguar një qasje që këtë çështje duhet ta zgjedhim. Tani mund të them të referohem. Немало проблем со така е. Po duhet Постојано била добре дојде на оваа тема. Realisht duhet jemi sinqert për pjesën e takimeve të cilën un kam realizuar dhe mund të them që ka ekzistuar një atmosferë konstruktive. Edhe vizitën që kam patur më herët edhe këtë të fundit me zotin Kocias. Po ajo që tani, domethënë nga takimet të cilet kemi patur me zotin Kocias edhe në Athinë edhe në Shkup, dhe prononcimet të cilët dalin nga Ministria e Punëve të Jashtme, shihet një gatishmëri që kjo çështje të lëviz. Dhe duhet them që duhet të shfrytëzohet ky moment. Ne normalisht që kemi një situatë politike brenda vendit e cila nuk është si disa vite më parë, po kjo nuk duhet të jetë në asnjë mënyrë argument i cili do të na defokusonte nga zgjedhja e kësaj çështje, pasi që siç përmenda fillimisht, kjo temë është vazhdimisht në çdo raport të Komisionit Evropian. Po edhe ftesa gjithsesisht qëndrimi i NATO-s lidhur me ftesën për Republikën e Maqedonisë vazhdon të jetë po e njëjta. Po nëse ne pozicionojmë, domethënë se çka mbrojmë me këtë dhe si është, aktualisht Republika e Maqedonisë ka një referencë e cila është në Kombet e Bashkuara, për të cilën gjithsesisht funksionon në institucionet multilaterale. Dhe ajo e cila duhet të jetë një zgjedhje, dhe kjo është në dokumentet zyrtare të Maqedonisë, dhe unë vazhdimisht e përsëris të njëjtën, pasi që mendoj se çdo politikan apo që ban përgjegjësi politike, çdo udhëheqës politik në Republikën e Maqedonisë, këto dokumente i konsideron si zyrtare dhe serioze. Dhe në të gjitha ato thuhet që Maqedonia do të jetë e hapur për dialog, për një zgjedhje e cila do të jetë e pranueshme për të dyja palët. Комесарот Хан во неколку своји настапи велеше, ајде сега пржино, одржете кредибилни избори, брзо после тоа да го решиме и прашањето за името, за да можете да исчекорите напред. Иако имаше нијансирано и друг тип на изјави, дека ако го спроведеме договорот од пржино, и ако имаме кредибилни избори, тогаш на европска страна ќе биде одговорноста да ја поттурнат оваа држава и да почне преговори за членство, што овде некој го толкува и како можно за почеток на преговори без решено прашање за името. Можно ли е приоритетите да се сменат некако на домашната политичка сцена? Овој процес кој што е во тек во овој момент се чини дека е можеби поблиску до распаѓање отколку до спроведување. Може ли да се сменат приоритетите, па ЕУ да каже ај да пробаме сепак да го решиме името, па така земјата да ја извадиме? Mendoj që tani më hapësira e ndryshimit të prioriteteve nuk është në agjendë, faktikisht është qartë, thonë dhe këto janë të pavarura njëra nga tjetra. Me thënë, ajo që është marrëveshje politike dhe implementimi i saj tani ma drejt për drejt varet kredibiliteti i vendit tonë, i politikë bërësve të Maqedonisë dhe vetë Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara që ndërmjetësuan këtë, dhe në anën tjetër, dhe këtu nuk i lë anësh reformat prioritare, po tani çështja që ushtruar nga ju ishte dialogu politik apo marrëveshje politike dhe vis-a-vis çështjes emrit. Ndërsa emri vazhdon të jetë në agjendë, duke u adresuar, duke u referuar disa herë që duhet të zgjidhet në mënyrë sa më të shpejtë të mundshme. Punktu dua që gjithashtu këtë temë ta shtrojmë më pak në kontekst të politikave brenda vendit, se është më tepër VMRO, LSDM, BDI ose në një parti tjetër pro zgjedhjes ose më shumë. Për këtë çështje në Maqedoni duhet të ketë konsensus të brendshëm. Konsensus në kuadër të udhëheqësve politik apo liderëve politik. Dhe pastaj kjo të interpretohet të qytetarëve, ndërsa kjo temë shfrytëzohet si temë për kampanja, për fushat zgjedhore, se cila parti e ka menaxhuar më mirë ose më keq këtë temë, duke i vendosur një shenjë barazi me çështjen identitare,
normalisht që nuk i ndihmon zgjedhjes. Dhe këtu gjithashtu duhet të rikthehem asaj që është me rëndësi për Maqedoninë dhe që ka qenë qëndrim zyrtar i Bashkimit Demokratik për Integrim gjatë gjithë kësaj periudhe është që çështja kërkon një zgjedhje sa më të shpejtë. Dhe sa më parë që kemi një konsenzus brenda faktorëve politik relevant të vendit, ne do të kemi pozicione më të mira edhe në Bruksel edhe NATO, po edhe në Athinë, lidhur me këtë se sa ne e kemi këtë çështje prioritare dhe a do të kemi variante të cilat do të ndihmojnë që të fillojmë negociatat në Bashkimin Evropian lidhur me çështjen e emrit ose ftesën për NATO me referencën aktuale ose me ndonjë zgjedhje të ndërmjetkohshme. Pra, kjo është mund të themi edhe një nga parakushtet e një zgjedhje më të shpejtë. Клековски, вие бевте дел, не знам се уште дали се работи тој барометар поврзан со прашањето за името, меревте ставови на граѓаните на Република Македонија, па таму прашувавте за различни нијанси околу ова прашање, дали сте за влез без промена на име, со промена на име, со ново меѓународно име, без чепнат идентитет и така натаму. До интересни податоци доаѓавте. И сега мене ме интересира, верувате дека, бидејќи делот, да речеме, тој барометар ваш покажуваше дека кај симпатизерите на опозицијата има поголема подготвеност за решение отколку кај гласачите и симпатизерите на ВМРО ДПМНЕ. Политичкиот консензус за кој што зборува Бесими како неопходност во Македонија го немаме. Затоа што убаво е ова што на едно реторичко ниво го зборува Бесими, но факт е дека прашањето за името во изминатиот период беше интензивно употребувано на домашната политичка сцена. Да, значи спорот за името е дел на истражување на јавните перцепции на секои 2 години, бидејќи во основа ставовите не се толку променливи и се доста цементирани. Значи има податоци за неколку години назад. И јас напротив не мислам дека има толкови разлики помеѓу различните групи, без разлика дали се етнички или партиски симпатизери. Во последното истражување дури и за мнозинството етнички албанци беше прифатливо да има референдум како дел од процесот на решавање на споразумето. Разликите што постојат помеѓу партиските симпатизери на ВМРО, ДПМН и СДСМ не се од толку големо значење. Тие се во иста насока. Значи не збориме дека не знам 70% од симпатизерите на ВМРО, ДПМН предпочитаат никаква промена на името, а да не знам само 30% од симпатизерите на СДСМ. Значи не постои таква работа. Мислам дека горе-доле повеќето граѓани, мнозинството граѓани има дојдено до слични позиции во однос на некои основни елементи за решавање на споразумето. Оно што мене ми е посебно важно таму е и истражувањето на стравовите кои стојат позади таквите ставови, таквите перцепции. Значи, ако гледате дека луѓето големо мнозинство се против било каква промена на името, можете да видите на што е изграден тој став. И тука доаѓаме до проблемот. Некои од нашите министри велеа смешно еден ирационален проблем да представува проблем. Напротив, затоа што е ирационален проблемот е волку голем проблемот. Бидејќи ако е рационален проблем со аргументи се договарате. Меѓутоа, еве да земем, ако јас имам страв од височина, многу тешко јас ќе го адресирам мојот проблем со качување на височина. Значи, позади ваквот став на голем број на граѓани, има страв за идентитетските прашања. Значи, не е толку тоа поврзано како ќе се вика државата. Ева, ако симплифицирам, јас сум еден од тие што сум роден во една држава што не се викаше Република Македонија, се викаше СФРЈ. Што не ми сметаше да јас се чувствувам македонец и мене не ми сметаше тоа име, затоа што во таа држава мојот идентитет не беше оспоруван. Никој не велеше дека нема македонци, никој не велеше дека нема македонски јазик. Во една атмосфера... Господин Клековски, и сега никој не оспорува внатре дека ние сме македонци. Тогаш кога патувавте за Грција,
кога ви го дава ливчето на влез во Грција, моравте како нешеналити да напишете СФРЈ, така? Па не се сеќаме, веројатно било така. Мислам дека во тоа лежи суштината на ова што го ние не разговараме. грчката позиција во моментот е ерга омнес. Не е билатерално име, не е со какво ливче ќе патувам во Грција, туку малку е подлабоко. Сепак се преговара и за како ќе се менува националити, таму немам проблем да националити изведено без придавка. Јас се сеќавам, бев дете, не тераа да пишуваме дека одиме за Тесалоники и дека националити сме СФРЈ. Вред, значи, меѓутоа, доколку во Грција се покаже една поголема приемчивост дека ние екзистираме како идентитет. Една поголема толеранција. Ја мислам дека ќе се смали отпорот према евентуално решавање на споразумот. И затоа сметам дека Сириза е подобра опција отколку Самарас. Мислам, каде подобра Сега ќе влеземе во детали, деловно за ова разговаравме пред ова емисија. Нимиц имаше една изјава пред неколку години дека во принцип дури нема спор околу идентитетот. Дека за грците не е спорно дека делот од населението кои што овде се нарекуваат етнички македонци имаат свој засебен посебен идентитет. Туку проблемот е како тој идентитет ќе се именува на англиски и на другите јазици. Што сепак на крајот е проблеме, се разбира, да. Види, Википедија како модел на краудсорсинг. Значи, Википедија ја е ценена затоа што во незиното формирање учествуваат стотици и илјадници, да не кажам многу повеќе луѓе. Ако отидете на Macedonians, се јавува дека има проблеми со само Macedonians и ви нуди 4 опции за пребројање. Ви нуди Ethnic Macedonians, ви нуди Greek Macedonians, Bulgarian Macedonians и Ancient Macedonians. Значи, етнички македонци, грчки македонци, бугарски македонци и антички македонци. И сега би се согласиле ние грците да се антички, а ние етник? Не, они се грчки македонци. Значи, никој не е антички македонец. За мене, јас го користам етнички македонци за да направам разлика од македонци во смисла на државјанство, во смисла на граѓани на Македонија. Значи, кога говорам во Македонија, викам етнички македонци, етнички албанци, етнички турци, за да направам разлика од државјанството на сите тие луѓе. Мислам дека еве као колективна мудрост таа енциклопедија нуди некое решение каде што секој си има свој идентитет и не го оспорува на другиот. Ако сакаат грците да има грчко-македонски идентитет, супер, нека си го имаат. Ама да не ни го оспоруваат нашиот. Ако имаат македонска алва во Солун, нека има македонска алва и во Велес. Имаше обиди нивниот историчар Кофос да прави некакви кованици во таа смисла и да нуди некои решенија. Велеше, викајте си се македонци, јазикот македонски, но дајте така како што го изговарате да го транскрибираме на латиница и на англиски да биде. I speak македонски language. language. Како ќе не викаат нас, мислам. Добро, јас. Како што нас никој не може да ни каже дека е Белград, туку е Белград и дека е Дојчланд, а ние викаме Германија и така натаму. Значи ние не можеме во туги јазични подрачја да кажуваме кој како ќе вика. Ружен, според вас што е најважниот елемент? Се зборува за местото на прво за придавката, за местото на придавката во името, опсегот на употреба и овој сет на така наречени идентитетски прашања. Според мене тоа се повеќе технички прашања и ќе видат резултат на некој компромис ако дојде до тоа. Меѓутоа, она што е битно е злоупотребата и употребата на овој проблем за внатрешните потреби на политичарите, бидејќи секој политичар и пред се оние со популистички предзнак настојуваат да хомогенизираат етникумот, значи според одредени идеи. Тој е главниот, тој е месијата, тој е Цезарот и тој е практично народот, бидејќи тој е водачот на народот, и тој сака да наметнува решенја кои што ќе бидат еден вид галванизатор кој што ќе ги хомогенизира сите представници на државата да размислуваат како тој или неговиот етникум. Така што секој оно што ќе се спротистави со поинаква идеја, тој станува непријател, тој е предавник, тој не размислува патриотски и така натаму. Овие теми до сега и служеа на ВМРО ДПМН и се согласувам со онаа теза дека токму
електоратот на ВМРО ДПМН е така спинуван што тој практично е во една националистичка формула на доживување на сопствениот идентитет, бидејќи идентитетот што е? Не е идентитетот она што претходно го кажавме, името. Тоа е само дел. Идентитетот е целокупниот ваш багаж, култура, творби, јазик, иконографии, идеи и така натаму. И сега одеднаш нормално политичар кој што никогаш не влегува во оние детали, тој вели еве ни го сакаат идентитетот, еве сакаат да се промениме. Секогаш при тоа се бара дежурен кривец, значи секогаш популистот бара да посочи кој е кривецот, ете тоа е, не знам, од времето Глигоров беше, СДСМ, издадо и така натаму, а ние сме вистинските. Меѓутоа проблемот е во тоа што во момент кога и тој момент ќе се повеќе заострува или доколку се остане на оваа теза, ние ризикуваме евроатлантски интеграции, проблемот станува се поостар, бидејќи она што беше вид на популистички механизам за убедување на народот дека изнаоѓањето компромис е предавство, сега почнува да се удира во глава во интересот на самиот лидер. И затоа тој е во една многу тешка состојба. Од една страна криза и на, бидејќи сите доживуваме криза на идентитет, знаете, и на Балканот и во Западна Европа. Ако не ми верувате, еве, слушате ги идеи, доаѓаат азилантите, тие ќе ни го пореметат идентитетот, тие ќе ни го пореметат спокојството. Тоа е оној проблем на прашањето на идентитетот, бидејќи ни се чувствува страф од нешто. Од друга страна пак, желбата, она, знаете, со шаргарепата и магарето. Што сега правиме? Дали да одиме во Европска унија и во НАТО, или да и упорно и натаму да се бориме за тоа што овие 10 години сум го промовирал како став од кој што не се мрда. И мислам дека токму во суштината на овој контекст на разговори треба да ја бараме тука. Од една страна Груевски кој што е во криза и кој што бара одредени се. Тој бил среќен, например, кога би нашло некој волшебно стапче и да се влезе во Европската унија, да се отпочнат преговори, меѓутоа не верувам на што го кажавте претходно како прашање дека Европската унија ќе се погрижи, ајде да истурка Македонија сега да отпочне преговори. Не верувам во тоа. Јасни се позициите на НАТО и на НАТО, што е најтрагично, например. Комуникето од 2008 од Букуреш е јасен. Прво, решете го проблемот, после тоа може да зборуваме за членство. Европската унија исто така, значи тие се во еден вид постојано заемно договарање. Тековски сакаше да полемизира? Да, значи се каже дека сегашната власт е против компромис за споразумето. Јас наскоро секој поголем говор го слушам премиерот Груевски како кажува што може да биде основа за решавање. Ги повторува црвените линии. Црвените линии се дека нема промена на уставот за промена на уставното име, дека мора да биде јасно заштитено културниот идентитет на етничките македонци и дека прашањето треба да оди на договор треба да оди на референдум. Ова формулација на црвените линии не значи дека не остава просто за компромис. Значи, меѓутоа факт е дека е оддалечена од грчката позиција за ерга омнес, која бара промена на уставот. Сега компромис е двете страни да се поместат. Не е компромис да ние прифатиме ерга омнес. И како што јас исто не сметам дека од грчка страна е компромис дека ќе дозволиме да го има зборот Македонија во името. Мислам, тоа е веќе дозволено со тоа што го има во референцата, значи оние еднашка 95-та во привремената спогодба прифатиле да го има зборот Македонија во името. Не направиле екстра, значи оние од сегашната нивна позиција Македонија со придавка и ерга омнес мора да отстапат, а и на овие црвени линии што ги дефинира власта во Македонија гледа можност за креативни
решение. Да, меѓутоа се согласувам сосема. Меѓутоа еден мал тест, а тоа беше ова последниот напис во The Guardian, видовме колку е подготвена, односно уплашена власта да влезе во тоа прашање, бидејќи таму на еден начин практично премиерот е подготвен на компромис. Не да го промени името, да го промени името, да го промени името беше масово. Не, ама Ја не знам кој македонец не би реагирал на тоа. Вториот, јас морам за првиот текст да го речеме дека бил како еден вид провокација. Меѓутоа, веќе во повтореното опишување, наводно постоела подготвеност да самиот тој прифати одреден компромис, пар колку што се сеќавам. Да. Но и тоа одма моментално беше дебантирано, бидејќи практично нормално се една обична реченица дека власта во Република Македонија не прифаќа компромис, не може да се збори за дигнитетот и така натаму и така натаму. Значи, истиот Груевски на 15 има 10.000 ВМРО-ци, рече дека нема треба излезе во владата за да го реши проблемот. Што кажува дека некаква спремност за разговор. Значи, ова сега со Guardian мораме да го ставиме во ситуација дека сме ние веќе де факто во предизборна кампања, дека во предизборна кампања до 24 април нема да очекуваме никакви значени поместувања по опашни. Она што е битно е што името секогаш е во функција на внатрешната политика и во функција на внатрешниот избирач. Вие не се согласувате дека имamo секогаш двојна игра една, дома тврдо, толку јавно, а надвор презентирање за подготвеност. Самаз направи кариера на Македонија. Грција сега ние не сме во Грција. Не зборуваме за Македонија, пуштете ги грците. Има една двојна политика и тоа е јасно на сите. Двојна политика која што впрочем се појави како мощна, профитабилна за оваа влада, бидејќи последниве избори, барем најголем дел од претседателски до парламентарни беа добиени благодарение на прашањето на непопустливата подоста прашање. Вице-премиерот да го вклучиме. Професорот Малески има една изјава по вчерашната средба Попуски Кодзијас во Атина. Вели, политичарите од двете страни на границата можат само да изгубат ако сериозно се зафатат со решавање на овој проблем. И вели, оттаму взаемната соработка за негово одложување преку различни дипломатски маневри. Што се смеете? Интересен. Тоа сега нормално дека. Në fillimisht kur e përmenda konsensusin ishte edhe kjo ideja, pasi që çështja e emrit është bërë çështje apo temë e menisë politike si në Maqedoni ashtu edhe në Greqi. Dhe kjo nuk i ndihmon. Prandaj ishte edhe ajo pointimi që duhet të ketë një konsensus. Mirë, por nëse ne trajtojmë çështjen si çështjen e emrit si çështje identitare, dhe vetëm një identiteti, atëherë normalisht që bëhet gjithnjë më vështirë kjo. Unë do të referohem një nobelisti, domethënë për paq, Amartya Sen, ka një libër të bukur ndërkombëtarisht, domethënë Identity and Violence, the Illusion of Destiny. Që do të thotë, domethënë identiteti dhe dhuna dhe iluzioni i fatit, i përcaktimit. Domethënë ne jemi të përcaktuar të jemi kështu dhe kia është identiteti in me gjenerata dhe kjo është çështje e shenjtë. Por zgjedhjen të cilën ai e sheh këtu, e sheh në dallimin ndërmjet monizmit apo monizmit identitar ose qasja ekskluzive e identitetit dhe qasja e pluralizmit identitar. Si mund sot në Republikën e Maqedonisë të jetë një shqiptar etnik, të jetë qytetar i Maqedonisë, të jetë përcaktuar si një subjekti politik dhe tjetër. Do të thënë më shumë identitete të cilën e përcaktojnë një individ. Ne se mendojmë se identiteti është çështje unike, ekskluzive, e cila përjashton çdo mundësi tjetër, atëherë ne këtu do të kemi normalisht problem në zgjedhjen e asaj çështje. Dhe mendoj që me globalizmin, me trendet të cilën ndodhin, ne nuk mund të sqarojmë dhe të definojmë identitetin ashtu siç ka qenë në mesjet, ashtu siç ka qenë para disa shekujve dhe ashtu siç ka qenë në kohrat antike. Ne duhet të shikojmë këtë në kontekst të sotëm. Nëse ne flasim për integrimin e Bashkimit Evropian dhe NATO, cili do jetë identiteti ynë? Me këtë nuk dua të relativizoj çështjen e rëndësisë së identitetit etnik. Atë që dua të pointoj është se identiteti etnik, nëse është i definuar mirë i qartë, nuk rrezikohet nga çfarëdo zgjedhje që ne do të kemi për emrin e vendit dhe ajo që është interesi ynë strategjik. Nëse interesi ynë strategjik është definuar
Bashkimi Evropian dhe NATO. Dhe mund të them që kjo ka qenë edhe një nga pikat kryesore të marrëveshjes së Ohrit të 2001 ndërmjet komuniteteve të ndryshme në Maqedoni. Nëse ky është identiteti ynë se ne si duam ta shohim qytetarin e Maqedonisë në të ardhmen me vlera properëndimore, euroatlantike, ku do të jetë mbi të gjitha vlerat demokratike, të drejtat e njeriut dhe barazia ndërmjet nesh dhe mundësitë të barabarta, atëherë ne normalisht që do të transformojmë, do të reflektojmë dhe edhe në këtë temë do të përqendrohemi se si mund të vim deri te zgjedhja. Unë deri tani edhe në këtë debat si temë që del nga aktualiteti janë politik, del gjithnjë se pse ne nuk mund ta zgjedhim çështjen e emrit. Ne duhet të kthejmë në atë dhe si ne mund ta zgjedhim, duke patur parasysh të gjitha këto momente që janë të ndjeshme. Mirpo nëse ne zhvillojmë bisedën se si mund të vijë deri te zgjedhja, ne normalisht që temat sepse nuk ka mund të zgjidhet deri tani, që janë të për të respektuar, por nuk duhet jenë determinuese, se nëse ne gjithmonë do të gjejmë arsye sepse nuk mund ta zgjedhim. Gjithmonë. Dhe nëse kemi atë temë, gjithmonë do të vazhdojmë të diskutojmë. Unë me këtë dua të vendos një pozicion që ne të gjithë në këtë çështje duhet të trajtojmë si çështje e cila duhet zgjidhur. Dhe më pak në atë se pse nuk mund të zgjidhet. Normalisht duke respektuar të gjitha, edhe një herë do them, të gjitha ndjeshmëritë dhe të gjitha sfidat nëpër të cilat kalon vetë kjo çështje. Поента на ова стана, значи, се сеќам кога се дискутираше за употребата на знамињата на заедниците во Македонија и некои експерти вика на знамињава да се додаде нешто малку за да се прави разлика од знамињата на државите. И јас колку што се сеќам, тоа беше многу осетливо доживеано од заедниците. Иако, например, Република Турција бара да, кога незиното државно знаме се употребува во друг контекст, да се разликува од тоа знаме. Што се случи? Македонските политичари, етничките македонци го почитуваа изборот на етничките албанци, дека тоа знаме и само тоа знаме и ниедно друго знаме го одразува нивниот идентитет. Значи, така се реши тој проблем. Со сегашната поставеност дека не постојат македонци, што се слуша многу мина во Атина, дека Македонија е само Грчка, која редовно го повторува председателот на Република Грција, која е ексклузивна изјава, нели? Само нивна, нема друга Македонија, само Грчка Македонија има. Нивниот владика во Солун на секоја миса во недела го елаборира тоа прашање. Како можеме ние да излеземе од нашата кожа, која на другата страна имаме далеку помокен партнер, неќем да речеме Вал, далеку помокен, стократно помокен од нас, кој инсистира дека Македонија е само нивна. Односно, така јавно комуницираат. Ако они така јавно комуницираат, како тука ние ќе создадеме доверба дека они ни сакат навистина добро. Како што викаат да двете земји напредуваат. Ја не имам таа доверба, немам таа сигурност дека навистина ни мислат толку добро. Po, atë që u referua për flamurin, pikërisht gjen përgjigjen atë pluralizmin e çështjen identitare. Do të thonë, çështja e definimit të flamurit të përdorimit nuk rrezikon identitetin, krijon një pluralizëm. Ti mund të jesh shqiptar etnik, të jesh qytetar i Maqedonisë dhe normalisht edhe këto çështje. Dhe unë referohem për këtë koncept, do të thonë që doli nga vetë diskutimi, jo që kisha për qëllim të prezantoj, mirë po ideja është se ky koncept është reflektim jo vetëm adresim për politikën në Maqedoni, por edhe në Greqi. Të dyja palët duhet të zhvillojnë, dhe me thënë, pozicionet e tyre drejt një konvergjencë të një pike ku ne do të gjejmë zgjidhje. Po tani unë nuk mund të bëj apel për politikan grek, unë mund të bëj apel për politikën në Maqedoni, se çka ne mund të bëjmë në këtë çështje. Само три елементи. Прво, дека кои се пречките, вие што зборувавте реално. Реално прифаќањето на одреден компромис ќе значи крај на целокупната политика досегашна на ВМРО од пред 10 години, вклучувајќи ги и проектите Скопје 2014, разните допомнини и така натаму кои што беа во функција на целата таа идеја.
Значи, треба една огромна политика на враќање назад, што е многу тешко во овој момент. Вториот елемент, кога се зборува за идентитетите. Зошто, например, не збунувало, кога ќе одите во Соединените Американски држави, вие сте американец, иако сте по потекло македонец, албанец, шкот и така натаму, или во Франција. Гледаме алжирци, нигеријци, тие се французи. Затоа што таму прво била конституирана државата, а после се создава ова чувство на етничка на припадност. Разбирате? Значи прво сум јас француз, прво сум јас американец, а после се развиваат оние разни идентитети кои што практично тоа е 19-20 век. А што се однесува до Балканот? Балканот најнапред се развива етничкиот идентитет, бидејќи ние сме биле во рамките на Отоманската империја, односно другиот беше Австро-Угарската империја, и после тоа во рамките на тие империи настануваат посебните држави. И затоа, за жал, овој процес, значи иверзибилен во однос на Западот, ние се уште сме оптоварени со проблемот на идентитетите. И третото што сакав да кажам е дека сепак да не излеземе многу песимисти во однос на гледачите, дека верувам дека постојат модели кои што ќе доведат до тоа да сепак се реши нешто, да се изнеде одредена солуција. Не се согласувам со Денко, иако го разбирам зошто тоа го кажа, веќе тој беше една од тие жртви, колатерални би рекол на тоа што од историјата на Република Македонија во 90-тите. Сепак сметам дека постои начин да се дојде до решење. Меѓутоа, дали тоа ќе се дојде во некој специфичен момент на некој лимбо ситуација, криза и така натаму, например, како што беше претходните кризи, ние наидовме во 2001 на голема соработка со Атина, бидејќи таа практично го предложи нашиот статус за асоциација и стабилизација. Тогаш практично бевме прва држава на Балканот. Така што и од друга страна атињаните се свесни дека сме ние друг идентитет овдека. Меѓутоа само што ние имаме амбиции да се не е битно и солучаните, сите се свесни. Ние сме поинакви од нив, ние разборуваме друг јазик. Друго е тоа што нас некој сега сакаше да не представи како антички македонци и некоја друга историја и тоа е друго, не навлегуваме во тоа прашање. Тоа е веќе некој создавање на двоен идентитет. Дали сме Словени или сме антички ова, дали сме православци или многобожци и така натаму. Практично ние постоиме како идентитет. Самиот факт што постоиме веќе со векови, но и како држава е признање дека постои идентитет. Сакаме некој да ни потврди дека постоиме. Па не сака дека ни потврдува, него сака да потврдува името со кое ќе се викам. Така. Многу интересно, може изјавата на Денко. Значи во триаголникот меѓународна заедница Македонија, Грција, како ќе се придружиме кон решение, многу зависи од внатрешните состојби во Грција и во Македонија. Ако економската состојба во Грција се влошува, а не се подобрува, нема да има договор. Тогаш Коцијас ќе глуми гадење до верба и тоа е тоа, бидејќи не може да има тонење во понатамошна депресија на Грција и решавање. Ако во Грција се случи да ова влада остави некакво економско поместување, ако ги подобри договорите со кредиторите, ако се гледа светло на крај на тунелот, зашто да не дека ќе има поголема спремност и во Атина. Јас често го следам текот на кипарскот прашање или на кипарскиот проблем, бидејќи тоа е всушност поголем надвршно политички приоритет на Атина отколку македонскиот проблем, пошто е безбедносен проблем. И ако гледам позитивно помислување таму, сметам дека и во однос на македонското прашање таа влада е поотворена. Сама не направи исчекор ни на кипарското, ни на македонското прашање. Ципрас прави исчекори. Во Кипар во моментот има многу позитивни процеси. Ципрас направи исчекори во однос на Турција. Значи, мислам дека покажува дека сепак ова влада има малку поголема спремност отколку само да глуми доверба и соработка. Меѓутоа, ако таму се развиваат економските ситуации лошо, ако секој ден има протести во Атина против владата,
тешко дека таа влада ќе се одлучи уште некој проблем да си натовари на грбот на незадоволството на граѓаните. Инаку околу тоа кои се посакувани партнери на двете страни, многу интересен дел од изјавата на Кодзијас вчера е делот во кој што вели дека слушнал дека Поповски бил во Грција 86-та како турист и дека го кани да се врати на одмор, му вели како министер во владата која што ќе произлезе од изборите во април. Така што многу интересно ова. Да, можеби сега ќе го гледаме спинувано како порека во медиумите овие денови. Мораме да привршуваме. Вие вчера бевте во Софија, се сретнавте со вице-премиерката за координација на европските политики Кунева и со министерот за надворешни работи Митов. Го видов соопштението по средбата со Митов, таму сепак превладуваат пораки за нашата внатрешна состојба и некако мислам дека ред е да се вратиме на реалноста, бидејќи навистина не оптоварува внатрешната политичка ситуација и Митов вели да се заврши тоа што е реформски приоритет за да можете да продолжите на патот кон ЕУ и НАТО. Видов дека сте разговарали и за прашањето за договорот за добрососедство. Ако добро разбирам бугарски, наводно сте го охрабриле Митов дека и таму може да има некакви исчекори, ако добро го читам соопштението. Nuk bëhet fjalë që unë i kam dhënë guximin, po ishte vetë fjala e një atmosfere diskutimeve, dhe me thënë që kjo çështje gjithashtu duhet të zgjidhet dhe që ka dëshmëri për të diskutuar ekziston dhe interes për këtë çështje. Unë e vërejta të njëjtën gjë andej dhe prandaj ishte edhe nga dëshmëria që bërja edhe në deklarat që do të bashkërisht do të gjendet një model i cili do gjejë një përkrahje me konsenzus nga të dija palët. Kështu që kjo ishte mjaft afirmative, pasi që unë në këtë rast në kuadër të reformave dhe gjendjes politike njohtova, pasi që ajo është ministër i një shteti antar të Bashkimit Evropian, që ne konsiderojmë partner të atë dhe një vend mik, i cili do të loboj për antarësimin tonë në Bashkimin Evropian, dhe normalisht që kjo të ndodh, ne duhet edhe këtë sa më shpejt të zgjidhim. Mendoj që unë nga ky takim dola me pritje pozitive edhe për këtë çështje dhe duhet që ekipet të takohen me qëllim që të afrojnë pozicionin. Не, дури со Бугарија мислам дека има вистински идентитетски. Напротив, мислам дека таму ние покажавме едно преговарачко искуство кое е во насоката на ово што господин Бесими го кажа, значи таму во резолуцијата за добрососедство што е подпиша пред 15 години тогашните премиери, формулацијата дека се подпишува на македонски јазик според Уставот на Република Македонија и на бугарски јазик според Уставот на Република Бугарија. И еве 15 години гледаме дека ништо не боли, дека таквата формулација не му нанесе никаква штета на македонскиот. А зошто сега не боли истиот текст да го преведеме во спогодба? Не знам дали е тоа проблем, значи не сум упатен. Меѓутоа, оно што го сметам дека е многу важно да час поскоро, веднаш се склучи договор за добрососедство со Бугарија, за да демонстрираме дека не боли, дека нема никаква катастрофа да се случи утре ден, осим што неколку мина ќе бидат разочарани. Асиметрична е декларацијата на штета на македонската страна и еве самиот констатирате не боли. А не е асиметрична. Македонски јазик спрема уставот. Не во тој дел, во некои други обврски, во некои на другите обврски. Меѓутоа ние со уставот веќе се откажавме од грижа за националните малцинства и сега не гледам ако веќе суставните амандмани се откажавме тоа зашто е пречка да повториме што пише уставот. Ама не ги снема луѓето кои што се чувствуваат за македонци во Бугарија, така што така. Да. Добро, ви благодарам многу што бевте вечерва мои гости. Се надам дека отворивме интересни аспекти и дека повторно ќе бидете дел од оваа емисија. Сречко Поповски и Саботажата се наред. Вистинско воодушевување и екзалтација предизвика информацијата дека владата решила да ја легализира марихуаната. Премиерот во своето обраќање посочи дека оваа мерка ќе има огромно влијание врз генерациите кои доаѓаат. Тоа е поттик за младите да се борат, да имаат подобар резултат во своето учење, да имаат да акумулираат повеќе знаење и да имаат една награда повеќе, еден стимул повеќе, иако има многу други стимули
Паралелно со владата активен на ова поле беше и председателот. Тој пред европските партнери ја представил идејата и од Брисел побарал поддршка за разумно решение на проблемот со канабисот. Инсистиравме и покрај тоа што досега сами се снаоѓаме да Советот на Европскиот совет го отвори тоа прашање и да ни излезе во пресред на земјите кои не сме членки на Унијата. И опозицијата го поздрави овој изненадувачки потек на владата. Сепак, тие изразуваат сомнеж дека нивните членови не ќе можат да дојдат до потребната количина, затоа што таа би им била делена само на партиски послушници од владеачката партија. Тие можеби никогаш нема да го најдат она што го бара, а тој ќе резултира со нивно незадоволство. Тука се моите бојазни, тука се моите стравови, тука се моите дилеми. Од ВМРО ДПМН оценува дека стравувањата се непотребни, веќе се преземени сите потребни действија со кои ќе се обезбеди редовно снабдување со ганџа, без оглед на партиската определба. Да има 24 часови видео надзор, 24 часово физичко обезбедување со контролиран семенски материјал со одреден квалитет, за кој одобрение за увоз дава Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во однос на квалитетот и квантитетот, експертската јавност нагласува дека е потребна внимателност при употребата. Треба храброст, треба одлучност и помалку да се мешат. И лекарите сметаат дека е особено важно да се избегнува мешање на разни семиња кои можат да влијаат врз квалитетот и аромата на димот, кој е особено важен при употребата на оваа супстанца. Сега доаѓа нова година, се палат свечи, исто никако димот свечи. И на крајот, Јас сум бато 50 години на младици, младо момче. според информации од владата, оваа стимулативна мерка нема да важи за пензионерите, а не се предвидени субвенции ниту за земјоделските производители на марихуана. Завршуваме, гледајте ни в понеделник од 22:30. Пријатно.